Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 613-то издание. Вечером имам чест и задоволство да ми гостува писателка, критичарка, новинарка, продуцентка и музиколог, авторка на монографии кои живот значат, но и белетристика која е закотвена во нејзиното Скопје, прикажувајќи ги сите негови убави и не толку убави лица, некои јавни, а други скриени, кои чекаат да бидат откриени од љубопитните. Нејзините ликови се самотни и кога се во друштво, со гласни мисли, особено кога премолчуваат. Таа е составен дел од номенклатурата на оваа радиостаница и што и да пишува, бидете сигурни дека музиката ќе биде проткаена помеѓу редовите. Денес ќе говориме за нејзината нова збирка раскази Дансе Макабре, а привилегиран сум што во истоимената емисија ми гостува Тина Иванова. Добре дојде. Добро те најдов, Златко, фала ти на поканата. Многу сум среќна што сум тука, во 103-ка, во студиото во кое што јас си ја почнав мојата кариера во наводници. Не, кариера. Не може за 103-ка да се зборува за кариера, во таа смисла не сакам да ги спојувам двете работи. Ама имав 17 години кога прв пат дојдов во ова студио. Можете да замислите какво е чувството на 17 години да дојдете овдека. И сега пак Има некоја разлика или? Нема никаква разлика. Така како времето да е застанато? Да, и тоа што го напишав на Facebook, Time Machine. Времето е застанато и ме фаќа некоја носталгија и позитивна и негативна, негативна тажна. Јасно. Ама многу ми убаво. Одлично. Фала ти што го разбуди тоа чувство кај мене со оваа покана. Мило ми е и затоа и те поканив дома, со оглед на тоа што ова е и твој дом, колку што е и наш дом на сите кои што сме љубители на квалитетната уметност. Сега, кажи ми на почетокот, сакам да поразговараме за иницирањето на самото пишување. Кога се роди желбата за пишување белетристика? Имаше порив уште од детството? Кажи ми кога одлучи дека тоа ќе биде твој начин на изразување? Да, неколку пати мислам дека го имам спомнато ова. Во пето оделение го напиша својот прв роман во една тетрадка во мојата соба во аеродром, кога имав заедно со брат ми делевме соба, спиевме на кревети на спрат. И кој едва чекав тој да излезеше некаде, пошто е постар од мене, па почна да излегува и ја да се зафатам да пишувам. Ама го скинав, ми беше срам да го покажам на некој, го фрли во ѓубре. Така што да, сум тој порив за пишување си бил од секогаш. На македонски секогаш имав петка, сакав да пишувам. Супер. Многу си тлеело тоа во мене. Сега почнав да пишувам кога се вработив во утрински весник. Завршив факултет за музичка уметност, одсек музикологија и еден дел од студиите беше музичка критика, да речеме предмет. Кога се вработив во утрински весник, почнав да пишувам музички критики, потоа интервјуа, па разни видови на текстови, не само интервјуа, него и потоа доаѓаа ставови, разни тематски текстови, да. И така почнав всушност да пишувам и пишувањето е кога работите во дневен весник е секој ден. Јасно. Секој ден морате да мислите нова тема, нов предизвик, така почнав да пишувам. Сега како почнав да пишувам белетристика. Кога започна фикциони светови да измислуваш? Фикционите светови ги измислувам од мала. Така. Да, од мала. Мојот мозок работи 24 часа и додека спиам и се уште е тоа така. Понекогаш си замислувам како разговарам со некој измислен лик. Сега да не претаруваме, сега немам шизофренија. Не. Ама си разговарам со самата себе многу често. Кругови ми е прва новела или роман, може да се каже. Родив 2 деца, се омажив, имав обврски околу нив. Нели немате кога имате обврски со децата и немате многу време за некое хоби. Работа, деца, мали кога се па особено е многу
Тешко. И како се роди син ми, помина некое време, јас нели оние 9 месеци сте дома, не работите, и во некои слободни мигови што си ги наоѓав, како оддишка од секојдневието, решив да почнам да пишувам. И кругови, всушност, многу брзо ја напишав, многу брзо го ставив се тоа на компјутер или на хартија, како се едно. Нештото толку многу ме притискало во тој период, таа тежина на животот, тоа секојдневие, тие животни ситуации, рутини, веројатно не сум можела да ги поднесам, да ги живеам така. Стануваш, па храна, ручек, вечера, не ми се свигел тој живот, така, најдлабоко, интимно, еве да го кажам тоа, прв пат го кажувам ова, некако сум сакала поинаков тип на живот, ама ете ми се случило таков и нема бегање од тоа. И кое е првото бегство? Пишувањето. Така. Кругови всушност е моето бегство во надвор од реалноста. Така, ескапизам е. Ескапизам. Толку во некои моменти ве притиска животот и некои проблеми кои што не се толку големи проблеми, ама вие у тој момент мислите дека се големи и сакате да избегате, не знам, во Африка. Сваќате дека не можете да избегате во Африка, не можете да избегате од сопственото јас, од сопствениот живот, од домот, не можете да избегате од сопствените деца кои што најмногу ги сакате и можете да избегате во сопствената фантазија. Така. И јас во тоа бегство си ја создадов кругови, во неа има многу интимни моменти, се разбира преточени во некоја фантазија, ама таму се моите пријатели, мои партнери, мои љубови, мои родители, секако ме враќа и сеќавањето што има во кругови, ама револтот спрема градот, револтот спрема политиката, спрема државата, се тоа е ставено на еден малку хаотичен начин во еден роман, ама и како што ќе нагласи самата хероина на делото, пишувањето е терапија. Пишувањето е терапија и јас така го почнувам, дали да пишувам, или одам на психолог, на психијатар и тој ме советува дали да се самоубијам или да пишувам. Така што подобар е вториот. Подобриот избор сум го направила, да пишувам. Така, кажи ми кои ти се книжевни херои од зачетоците на пишувањето? Кон кој ги земаш како узрок, ги земаш како пример, кон кој стилистички имаш некоја аспирација, може? Јас не се трудам кога пишувам да не мислам на никој. А сега веќе кога ме праша, не сум фан на современата литература. И како стареам, се повеќе се навраќам на старите автори и не можам да го избегнам Достоевски, не можам да го избегнам Кафка, не можам да го избегнам Марк Твен. И не треба. И не знам дали треба или не треба, едноставно не можам. Како Достоевски си игра со психологијата на ликовите, мислам дека тој најмногу ми влијал во моето пишување, ама како што кажав, не сакам да нели човек кога нешто создава, сака да не личи на никој, а во суштина личи на многу. Затоа што искуството ти преземаш, не може да. Тоа е во секоја уметност така. Музика кога создавате, вие од се што претходно сте правеле и сте абсорбирале во секоја клетка во организмот, тоа ќе излезе на површина, меѓутоа пак го носите сопствениот здив, го давате. Сопственото јас. Не се создава екс нихило никоја уметничка дел. Така што, не знам, и многу научна фантастика едно време читав. Повеќе сакам психолошки, филозофија читам. Еве сега се враќам на стоицизмот. Кога одевме на пат пред еден месец во Софија, во автобус, го читав Сенека за гневот. Мислам, си се враќам на некои такви. Сократ исто така, за Платон. Значи постаментите. И сега кога го читам сега,
Еве сега, Сократ кога го читав, за судењето на Платон, заборев како му се викаше книгата, офлеле, не ми текнува. Добро. Добро, сите ја знаат таа книга, малце мозокот ми е хаос. Сваќам дека се е исто. Океј. Буквално се е исто. Тоа е вон временското Како се суди еден човек, така се судело во времето на Сократ, така и денес. Така. Какви се карактерите опишани во неговата книга? Такви карактери се, значи човекот не е сменет, неговата злоба, неговото лицемерие, сите негативни работи тотално исто функционира и денес и покрај цивилизацијскиот и технолошкиот напредок, буквално се е исто. Затоа и тие столбовите на античката држава и оформувањето на општеството како форма. Кажи ми, кога па реши да употребуваш елементи на фантастичното во пишувањето? И како дојде до тоа? Мислам, во кругови има елементи на фантастично, многу, само се многу посуптилно направени, се заскриени. Едноставно, не решив. Тоа не е таква одлука, ај сега ќе седнам и ќе го употребувам фантастичното. Добро. Јас живеам со тоа. Добро. Јас се интересирам за тоа и приватно, и во делата што ги создавам. За мене животот не е една линија, за мене животот се повеќе слоеви. Сега може би некој ќе ме свати погрешно, ама ја верувам во некој паранормален свет. Така. Не целосно, меѓутоа го чувствувам и го понекогаш дури го гледам. Чувствувам, метафизичко присуство. Чувствувам кој сака нека ме осуди. Чувствувам и ги следам некои символи, броеви, нумерологија. Добро. Така што си е присутно во мене. Сум се интересирала за таков тип на литература, па може би и тоа има влијание. Еве, музиката за мене е еден нацвет. Особено класичната музика. Тоа не е во овој живот кој што го живееме. Зошто класичната музика толку време обстојува? Таа е паралелен над или подсвет, се паралелен живот кој што го на овој реален живот што го живееме ние. Многу малку ние обичните луѓе гледаме. Ние не гледаме 10% гледаме од животот, не гледаме, се она друго што се случува не го гледаме. Од видливото поле. И тоа е по наша волја или не, наша иницијатива или не. Не знам, историјата исто така има, не е онаа историја која што ние ја читаме и ја знаеме. Има една историја подземна, која што не е прикажана во книгите, не е напишана во книгите. Гледам, правиш некои гримаси и се чудиш што зборувам. Например, еве ќе ти објаснам. Ако сега, еве, ја се запишува денешнава историја. Не се запишува она што се случува во подземјето, не се запишува она што оние кои што ја креираат вистински и политиката и не знам, војните, вистинските причини на војните, не се пишуваат во книги. Само победниците и тие кои што е мејнстримот, ако веќе зборуваме за тоа. За таква подземна историја зборувам. Ете, така да појаснам. Некои гласови едноставно не завршуваат без разлика на тоа како удел имале во човештвото. Ниту гласови, извини што те прекинувам, ниту луѓе, ниту ликови. Исчезнуваат како да не постоеле никогаш. Ако нема некаков запис. Во контекст на ова што го кажувам дека нели не гледаме само многу малку од ова што го живееме. Така. Сега веќе малку појасно е, со оглед на тоа што имаме источна мисла која што говори за постоењето на сосема други светови надвор од појавното, како што веќе напоменуваш, уметнички дела кои што го воздигнуваат човечкото битие на други форми, така што горе-долу мислам дека јасно беше посочувањето од твоја страна за постоечките светови кои можеби не треба да ги гледаме, но треба да ги почувствуваме. Да. Точно. Колку треба еден автор па да биде нављудувач на околината за да црпи од неа инспирација? Многу. И на околината, и на луѓето, на ситните работи, на гестикулациите, на однесувањата. Јас, например, сум многу забележувам. Забележувам детали, забележувам ситници и луѓето ги проценувам многу брзо. Само еден мал гест и еден мал детал ми треба за да знам некој
човек е и каков живот има. Тоа се разбира, доаѓа со искуството. Јасно. Јас следна година ќе правам 50 години, мислам, не се малку години во мојот живот, поминале многу луѓе околу мене, секакви луѓе, сум се дружела со секакви луѓе, сум била во контакт, не сум била социјален тип сум, сакам да кажам. И ја знам психологијата на луѓето. Си се соочила со секакви архетипи на Да, сум се соочила со битни. секакви и со секакви ситуации и сето тоа кога ќе го увидиш, можеш да направиш од тоа многу интересна приказна, интересен роман од карактерите на луѓето. Авторот, секој автор, не само книжевник, и сликар, и филмски режисер, и композитор, мора да биде љубопитен, мора да се занимава со детали, мора да ја гледа позадината на се она што некој човек го тера да прави. Зошто, мислам, мора да биде и психолог на некој начин. Јасно. За да ги разбере и ликовите филозоф. за кои пишува, се разбира. Да. Така што дефинитивно да. Колку па бара пишувањето вежба, кондиција, дисциплина? Сега за И бара и не наротологија бара. зборувам. Мислам дека е тоа само се тргнува од тоа е индивидуално. Јас за себе можам да зборувам. Така. Порано, како што сум читала и некои биографии, има писатели кои што седнувале, си бара, мислам, што ја спомнуваш онаа дисциплина, од 8 до 3 седнува да пишува. Ова, значи, јас тоа му е работа. Да. Седнувам, пишувам, или композитор, јас ќе си одредам секој ден од 9 до 5, пишувам и ништо друго не правам. Јас така не функционирам, например, ако така што ќе зборувам лично за себе. Јас има периоди кога сум тотално некреативна и не правам ништо. Наеднаш ми доаѓа некој наплив на креација, седнувам и создавам нешто за многу кратко време. Така што ја кај мене се собира сето тоа, па после тоа го плукам Така, значи со наеднаш. интензитет. Во интензитет. Значи не сум дисциплиниран човек во смисла на сум многу дисциплинирана за работа, за дома, за деца, за семејство. Тука сум ептен дисциплинирана, ама кога станува збор за креативниот момент, мразам дисциплина затоа што мислам дека треба да дојде баш онака интуитивно. Добро, окей. Има логика, затоа и ликовите се такви какви што се. Веројатно да. На начинот на кој што и самите се создадени. Да. Твојата нова збирка раскази, Дансе Макабре, кажи ми, зошто па реши да се потпреш на жанровските тропи и жанровските норми? За разлика од другите твои дела, каде што, да, присутни се, меѓутоа, тука имаат поголем удел. Искрено ти кажам, и тука не го направив тоа. Намерно. Не го направив тенденциозно. Всушност, ништо во животов мој не правам тенденциозно. Па така и ова. Сакав во кратка форма, во случајов тоа е расказ, да создадам, не знам колку успеав во тоа, во еден расказ да создадам еден роман. Сакав во повеќе раскази да направам повеќе романи. Значи романи во кратка форма. Стварно, ете тоа, ако е некоја намера, тоа ми било намерата. Се разбира дека не успеав во тоа, ама од секој расказ мислам дека може да се направи цел роман. Иако расказите во Данс Макабра се ги спојува една тематика, а тоа е, нели, како што и кажува самиот наслов, алегорија на смртта и на животот, да кажеме, ете така, најскратено. Секој е различен. Така што стварно тргна сосема случајно таа жанровска определба. Немав намера да бидат раскази, тргнав да пишувам роман, ама некако ми доаѓаше да ги завршам, да им најдам некоја форма. Па им најдов. Секој од ликовите беше доволно гласен за да ти го привлече вниманието, да му дадеш посебен расказ, да не биде тоа натрупано на едно место. Си го бараа својот глас. Да, во сите раскази има реални ситуации, многу реални ситуации.
кај Виктор со жената и климата, тоа е вистинска приказна. Мислам, нормално не завршува на крајот вистински, Претпоставувам дека епилозите се жените на клупата се вистинска приказна. Лично Јасно. мене ми се има случајно. Јас таму живеам и мислам и во други автентичноста е тука, само што е обликувана со многу фантазија. Како и што треба. Ајде напоменеме само кога ќе биде промоцијата на книгата и каде, за да знаат слушателите. Да, утре во Кафе Котур во 19 часот ќе се случи конечно промоцијата на Данс Макабра. Промотор си ти, на моје огромно задоволство Златко Гелевски и Никола Гелевски исто така. Мојот издавач, односно книгата е во издание на Темплум, што исто така многу ме радува, затоа што Темплум ги почитувам и се она што го издаваат по мој вкус, да кажеме. Така што ептен сум срекна. Одлично. За се. Во текот на емисијата ќе разговараме подетално за што содржи оваа книга. Се разбира, нема да ви ги дадеме сите пикантерии за пресвртите, тоа самите треба да си дознаете, меѓутоа ќе ви дадеме една убава увертира за тоа што точно крие оваа магична книга. А како што нејзиниот наслов ви сугерира, Дансе Макабре беше првата композиција која што имавте можност да ја слушнете во рамките на оваа емисија, која што ме врзува и мене и Тина заедно со насловот. А во продолжение ќе слушнеме дела од еден автор кој што во книгите на Тина е возвишен, односно е подигнат на тој пиедестал каде што се порамнува дури и со божество, односно слушаме вариациите на Бах во продолжение во изведба на две различни формации на оркестри. Така што останете вечерва со Канал 103, следува прилично интригатен разговор. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритмот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната уметност до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен тан со смртта по 613 пат. Јас сум Златко Гелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, со мене во студиото е Тина Иванова, односно авторката на збирката Раскази Дансе Макабре, кои ќе имате можност да ги прочитате утре доколку присуствувате на промоцијата во Котур. Меѓутоа, во овој сегмент на емисијата сакам да направиме еден флешбек, да те вратам назад на нешто што сметам дека е постамент за самото радио. И колку и да сакам да се фокусирам на белетристиката, не можам да ја заобиколам монографијата Документ 103, библијата на оваа радиостаница, издадена 20 години по низиното зачнување, со оглед на тоа што си добро запознаена со низиното создавање. Може да им објасниш на слушателите по младата генерација каква мисла иницирала потреба од постоењето на ова радио пред се? Многу има да се зборува за ова. За книгата ме прашуваш, за монографијата. Јас 103 си ја живеам од дома, ја живеев и пред да се роди 103, затоа што мојот татко беше еден од иницијаторите да се роди ова радио, така што сум живеела и кога се вработив тука, водев 2 емисии, се дружев со луѓето од 103, се зборуваше само за 103. Мислам дека природно беше да се роди ова дело. И кога слушнав дека 103 ќе слави 20, ќе одбележува 20 години од постоењето, тоа беше првата иницијалната каписла. Да си речам, чекај малце, има ли нешто напишано за ова радио, во кое што лежат и спијат милиони приказни случувања кои што мора да се запишат за да тоа е историја, мора следните генерации да знаат што се случувало во Скопје. Многу е битна 103 за градот. Го одбележа животот на Скопје ова радио и се уште го прави веројатно на некој свој начин. Така што првата желба беше така, ајде да ги соберам луѓе кои што се битни за 103, да земам изјави. И многу, исто така, Документ 103 ја напишав многу брзо. Сите се согласија да дадат изјави, интервјуа, да се сетат на оние
на нивните почитоци. Јас се надевам дека во тој документ 103 некој не сум испуштила, а и да се случило тоа било сосема ненамерно. Се создаде една интересна атмосфера, затоа што наеднаш во еден ден мислам дека ги исконтактирав сите луѓе за кои што мислам дека сериозно го земав телефонот, пишувам книга за 103, кога да се видиме, и така тргна со прво приказните на луѓето, па после тоа се вратив наназад. Многу ми помогна татко ми, му благодарам за тоа, затоа што он ме врати наназад точно како било и овде ситуацијата во МТВ, како се создавала 103 од негов аспект, добивањето на фреквенцијата и така натаму. И така што интересни беа приказните на мене, барем лично ми беа интересни приказните на оние први кои што влегле во студиото да работат, и оние интересни приказни со емисијата на Изи, на Сале, кога го излажаат цело Скопје дека марсовци, по примерот на Орсон Велс, дека марсовци ја напаѓаат земјата, па така и овде. Или радиодрамата за Бреговиќ. За Бреговиќ и Кустурица, и тоа, тие емисии правеа бум. Затоа што со тоа беше доказ дека 103 се слуша и дека 103 влијае. И многу добро беше што 103 влијае, затоа што го имаше најпозитивното влијание врз една голема група на слушатели, на млади луѓе кои што растеа меѓу нив и јас со 103, затоа што понатаму во животот не формира како супер личност. Супер луѓе. Ги напомена емисиите Greatest Hits и современа класична музика, се емисиите во кои што учествуваше и ги раководеше. Можеш да ми кажеш кои беа нивните концепти и што најчесто се емитуваше во нив? Greatest Hits, како што кажува и самиот наслов, требаше секој автор, повеќе автори ја водевме Greatest Hits. Јас го имав вторник од 1 до 3, мислам дека. Секој автор си одбираше хитови во наводници, да пушта музика која што е малку по популарна во тој така наречен алтернативен свет, underground. Тоа беше концептот на Greatest Hits, и да се каже нешто за музиката, така што се пушта песни, многу повеќе песни во еден термин. Емисијата за посветена на современа класична музика имаше сосема поинаков концепт, повеќе беше едукативен. За таа емисија стварно многу се подготвував и правев повеќе авторски портрети, да речеме за одреден композитор, и бидејќи се работи за современа класика и сега имате дела кои што траат по саат време. Знаев дури и тоа да го направам. Да се пушти некоја симфонија која што трае 40 минути, а повеќе зборењето да биде околу симфонијата, и не сакав да ја прекинувам. Така што беше едукативна, затоа што немаше на друго место каде да се слуша современа класика, а во таа емисија па успевав да вметнувам и дела од филмските композитори, кои што исто така се дел од класичната музика, како, еве сега пред малку го спомнавме и Збигњев Прајснер, не знам, Мајкл Најман, не знам, многу филмски композитори, сега не можам да се сетам во моментов. Правев портрети за Арво Парт, за Лигети, за Штокхаузен, такви композитори кои што се стварно тешки за слушање. И тоа, кој знае емисијата, може да слушале 5 души. Ги чуваш некаде, имаш некои копии? Не, за жал, ништо не чувам. Ништо од тоа немаш дигитализирано? Ништо. Штета. Едукативната цел се уште ќе ја имаше, доколку би може ја... Штета, затоа што баш ке беше супер да се слушнам сама себе како звучам. Колку што можам да забележам, има доста искази од поранешните соработници. Имаше можност да ги интервјуираш сите што посакуваше за книгата? Сите, за среќа имав можност и сите позитивно одговорија, дури онака со радост, супер, ќе се прави нешто за 103. Многу беа позитивни во однос на тоа, дури ми дава и не знам, стари снимки, Джоле да го спомнам, ми ги дае сите реклами, така што да, и ми излегува во пресрет ептен. Супер, многу им значеше и на нив. Се разбира и до ден денес одекнува за сите тие кои што... Брзо се продаде и книгата и јас ја немам. Се наоѓа на некои книжарници некаде во некој... Може би, ама еве, јас ја немам дома, ако сакам на некој да му ја подарам, ја немам. Така, па
нели потрагата во сите треба да постои за да Де се се најде. ископира. Да. Ќе се најде. Си го чека својот собственик некаде во некоја ќоша, во некоја книжарница. Што според тебе го двои ова радио од останатите и во какво светло би сакала на пример да го видиш во иднина? Прво нема реклами. Освен тие што се направени од самото радио. Освен тие што се направени, а тоа се многу инвентивни, така, многу креативни джинглови. Сами по себе зборуваат за тоа какво е радиото. Радиото всушност ги наметна таков тип на джинглови да има. Го прави поразлично прво самата содржина, самата програма. На друго место не можете да сретнете ваква програма. Ни за години. Значи, еве, откако постои 103 до ден денес, сега еве се отвори интернет радиото Стерео Лаб, па му парира, ама како некоја нова 103 да се раѓа, меѓутоа нема. 103 беше ретко радио дури во рамките на Југославија. Така што беше се поврзуваше со Б92 Белградско. Мислам, не... И денес со радио студент. И радио студент, точно. Концептот на емисиите е поразличен. Музиката која што се емитува е различна. Се емитува квалитетна музика, а не шунт. Музика која што едуцира, информира, музика која што ве тера да истражувате и понатаму, музика која што ве тера да размислувате, информира за други видови на уметност, книжевност, литература, филм, театар, и тоа не само на информативен начин како што го прават другите радија. Да, вечерва одете во театар, ќе гледате таа и таа представа, него овде се прави нормален разговор во врска со одредени теми, се правело многу подлабоки разговори. Ете тоа се работите кои што Исус, луѓето кои што го работат во ова радио. Супер. Јас не сакам да ги навредам другите луѓе, ама другите радија па наметнуваат вие да сте по површен, да речеме. Овде површноста па ја нема. Овде има анализи на нештата. Се кршат копија, ама постоја, мислам, еве во минатото постоеле. Во минатото водителите дури многу се зборувало и за политичката ситуација во земјата. Многу се имало зборувало посебно емисии за тоа, или влијаеле, имале влијанија врз слушателите во однос на креирање на не само на музичкиот и уметничкиот вкус, туку и на јавното мислење. Па имало и радиоводители кои што денес се занимаваат политички активни, кои се излезени од радиото, излезени се од радиото. Има многу такви, така што многу се уште мислам дека и се надевам дека ова радио влијае во позитивен контекст. Како што кажав, значи не е комерцијално радио. Ама има општествена должност. Има, како и секој медиум. Секој медиум има општествена должност и секој дело што излегува надвор, дури и авторско, индивидуално има општествена должност, мене ако ме прашаш. Така е. Кругови 2013 издание на Или, роман кој одбива да биде ставен во калап, пркоси на формата, со крик за слобода од категоризација. Зошто се одлучи за ваква постмодерна интервенција каде бегаш од веќе установени јасни индикации на калапите? Па јас и во животот бегам од калап, бегам од друштва некакви си вкалапени, бегам од академски друштва, бегам од све. Океј, добро, и делото требаше да го рефлектира твојот порив. Мораше да го рефлектира. Пред некој ден некој ме праша, не знам, не сеќам кој, па ќе се зачлениш во друштво на писатели. Викам, прво, не. Категорично одбивам да бидам дел од некакво друштво. Не затоа што јас го презирам тоа, едноставно не сакам да бидам дел од нешто што мене би ме натерало да одам на некакви си собири, на некакви си предавања, на некакви конференции. Ја кога ќе сакам, тоа ќе го направам. Имате одговорност. Јас бегам од таков тип на одговорност. И кога студирав и на факултет, па и во школа, пркосев на некои работи, затоа и многу не ме сака професорите, ма са што да им правам, требаше да препознаат нешто друго кај мене, па да
Ама таа автентичност се пресликува и во делото и го прави да биде уникатно баш поради тој организиран неред. Ајде така организиран да неред може да се каже да така, го условам заради тоа што на секоја наредна страница не знаете каде може да морфира тоа дело и да направи свое течение, каде што може во поезија да замине, може да замине во некаква си, не знам, новинарски одблики, текст, така што таа аморфност го прави да биде уникатно. Добро си забележал и добра анализа си направил, тука е баш микс еден од новинарство, поезија и проза. Така. Супер ти е оваа забелешка. Авторското јас во ова дело, Марта знае да утврди дека пишувањето би требало да биде терапија за неа. Сега има лековитост во пишувањето за неа, има терапевско дејство? Има и во делото и во мене, бидејќи јас пак ќе кажам, јас сум Марта во кругови. И тоа него мислам и тогаш кога ја промовирав книгата го кажав. Не само што си Марта, тук ти си сите други ликови во делото, значи сите да други, не се лишуваме сите си. Да, книгата е многу поларна, многу шизофрена и дали има терапија? Тој врисок што секој човек го има во себе понекогаш во животот, во разни периоди од животот, ако што нема каде немате каде да го вриснете, јас го направив во ова дело. Јас овде се дерам и вриштам, и вреѓам, и плукам, и имам страст, имам емоции, имам љубов, се што може да поседува една жена, една мајка, сопруга, сите тие емоции, интензивни емоции, јас ги преточив во оваа книга, така и го оживотворува тоа на некој начин самото дело. Да, има нервоза, мислам се осеќа тој без таа нервоза и во исто време огромна тага за минливоста на животот, за загубената љубов, за она што сме го замислувале дека ќе потрае или дека ќе постои, или прекинот на нешто, на убавото. Додека сме млади, мислиме дека кој знае колку време ќе живееме. Мислиме дека кој знае животот дека ќе ни носи само ружи. И некако така го живееме многу лек, не ми доаѓа македонскиот збор. Го живееме многу здраво за готово. Здраво за готово, така. Меѓутоа кога ќе не мавне од една страна некој шамар силен, и кога ќе видиме црно пред очи, тогаш си викаме чекај сега стоп, не бил животот така сјаен, животот има и една многу друга темна страна со која што мораме да се носиме, да се бориме. Секој од нас ја искусува таа темна страна и тоа ми е мене во кругови првичната искра изразена ми е таа. А со оглед на геометриската форма, ако веќе земаме, на кој што е условена, колку од овие ликови завршуваат на друго место од колку што почнуваат? Колку може да излезете од тој магичен круг кој што не може никој да излезе од магичниот круг и затоа книгата се вика кругови. Сите сме во еден круг, почнуваме некаде, се движиме, минуваме низ некои фази, животни, било как, мислам, ситуации, повторно се враќаме на почетокот. Значи нема бегање. Значи тоа сите го искусуваме. Се враќаме на почеток. Меѓутоа како променета личност или како идентична како на почетокот или тоа зависи од карактер на карактер? Не. Идентични сме како луѓето многу тешко се менуваат. Луѓето се менуваат во одредена ситуација, во реакциите се менуваат. Ама карактерот во суштина и она што тие го доживуваат гледајќи го другото, не е променето. Така, фундаментот останува. Фундаментот си останува. Сега, сообраќајките, книжарниците, сметот, смрдеата, дивоградбите, забележуваме едно ревносно Скопје кое на крајот на денот и знае и да се смири. Колку се разликува тоа Скопје од кругови до Скопје од Дансе Макабре? Па, Скопје во кругови имаше барем некаква надеж. Имаше борба, имаше револуција, Скопје во кругови. Имаше излив на, имаше крик, критична маса, која што се бори против неправдата, против ѓубрето, против шундот, кичот и така натаму.
тоа е Скопје во кругови. Против политичките небулози, политиканските небулози, поточно не политичките, против ефтините работи. А Скопје во Данс Макабр како е веќе како да нема излез. Помирено со судбината? Помирено со судбината. И е веќе Скопје го гледаме како еден стар, натажен човек со солзи во очите. И тивко кажува: "Аман бе луѓе, што ми направивте? Доста ова ми го правите, до кога? Веќе сум, немам веќе сили да се борам." Звучи можеби, на некој можеби ќе му звучи смешно, на некој можеби ќе му звучи тажно, ама ете јас така го гледам во овој момент. Марта е еден од првите самотни ликови за кои што пишуваш. Колку е самотијата за неа удобен дом или па некаков пекол од неуспех живот? Самотијата е присутна во сите мои дела. Јас лично многу често знам да се осамам и намерно да избегам од луѓето и од градската врева. Ама и се соочувам со онаа самотија со која што многу ретко луѓето сакаат да се соочат, најдлабоката мисла и најдлабоката самотија во самите нас која што си е присутна. Понекогаш многу ме става во некоја анксиозна состојба и ми прави да се плашам, ми влева страв. Ми влеваше, сега веќе не. Сега веќе се научив како да живеам со таа самотија и со таа осаменост. Не зборам за самотија и осаменост дека сум сама. Туку за самотијата на живењето, самотијата со која што секој човек се соочува и живее, а тоа е која е самотијата. Ние сами умираме. За битисувањето, самотијата на битисувањето и сами се раѓаме. И сега како ни одминува животот, не можеме да не размислуваме на смртта која што доаѓа, нели? Тоа е следствено, тоа е единственото нешто за кое што знаеме дека ќе дојде. Таа осаменост врзана со смртта, секој човек ја поминува низ фазите на животот, се додека не свати дека тоа е нормален процес, па дури прекрасен еден процес кон кој што ние се движиме и на кој што не треба да му се плашиме, туку треба додека да стигнеме ние до тоа да го гледаме со насмевка и да си го живееме животот онака со полни гради, да го дишиме секој момент. Како да е последен. Самотијата, често луѓето се тажни. А не знаат зашто се тажни, а некогаш и знаат. Сега има реални ситуации кои што не прават тажни. Проблем кој што инициира. Ама има многу измислени нереални ситуации кога сме времето не ни чини, некој не изнервирал, комуникација со луѓе не направила да бидеме несрекни и се затвараме во себе, се осамуваме и многу е битно во тој момент како да научиме како да го хендламе и да го преточиме во уметничко дело и во некаква креација. Што го имаш ти направено? Музиката и смртта ги врзува величественоста во ова дело. Миро, еден од ликовите во него, посочува дека смртта не постои, дека смртта сите ние сме ја измислиле. Која е улогата на смртта во ова дело? Правиш една убава паралела со смртта како убава девојка која што никој не сака да ја приде, се плаши. Тоа сега само што го кажав, да. Да, точно, не смееме да и се плашиме. Затоа што кога би се плашеле, би ја предизвикале. Би биле стегнати во живеењето, би биле стегнати во живеењето. Би си правеле препреки дополнителни кои што неш како луѓето во последно време се тргаат од еден продуховен, духовен живот. Многу сме се соочуваме со борбата со материјалното во ова капиталистичко извештачено време и се тргнавме сите, вака генерално зборам, од суштината на животот. И
затоа и се плашиме и затоа постојат стравовите, мислам, кога би дзиркале и би истражувале малку подлабоко и не би го имале тој страф од смртта. Многу луѓе се плашат дури да зборуваат за неа. Да и го спомнат името, се плашат. Тука го има тоа во моите книги. И јас сум се плашала, се плашиме, јас се плашам од гром. Тоа се ирационални стравови. Сите имаме ирационални стравови. И меѓутоа суштината на тие стравови е една иста. Суштината на секој страв е иста. Тоа е суштина, страф од болест и страф од смрт. И тоа не можеме да го избегнеме. Сега зошто јас толку го опишувам? Миро е вистински лик со кој што јас сум се соочувала во животот и се уште го гледам, се уште постои, нормално нема да му го откријам идентитетот. И е еден чуден човек, чуден лик, за многумина чуден, меѓутоа тој живее во свој свет и за него животот е прекрасен. Тој никогаш нема да се стреми да го живее животот на останатите луѓе кои што мислат дека е чудак. И оние луѓе за кои што ние мислиме дека се чудаци во наводници се многу посрекни од ние луѓе кои што мислиме дека сме по-нормални, мислам, и што е нормално во денешно време и тоа е многу дискутабилно, бидејќи нормалноста стана сосема ненормална, а ненормалноста станува нормалност. Да, тие не се оптоваруваат со таа и нема оптовареност, точно, не се оптоваруваат. Може би забегав малце со одговоров на прашањево. Дај те молам помогни ми, конкретизирај го. Ја локализиравме дека смртта е составен дел од животот и дека треба да се согледа тоа што таа се доближува од различни аспекти. Значи, не мора да се соочиш ти со крајот на твојот живот, таа ќе тропне на вратата на најблиските и на еден или на друг начин ќе мораш да се изложиш на неа и кога ќе сватиш дека окей, знам дека ќе дојде, знам дека ќе си ги направи штетите кои ќе си дојде долгот да си го наплати, окей, нема потреба од некаква демистификација за неа, нема потреба од митови правени. Нема потреба, треба да го точно како што кажа ти, многу убаво кажа. Треба да ја сватиме најнормално, најреално. Меша Селимович вика, не ми кажувај во еден пасус, не ми кажувај, нели ние стално викаме, некој починал, штета. Не кажувај штета. Штета е кога ќе се истури млекото ќе ти се истури литро млеко, ќе се дупне на улица и го носиш дома. Тоа е штета. Кога ќе умре човек не е штета, тоа не е штета. Не можеме да знаеме дали е штета. Знаеш како кога умира некој, нас не недостига. Малку има тука и себична една страна. Таа димензија и тоа како е присутно. Умира некој, ние сме тие кои што страдаме по тој што умира. Ние сме тие кои што плачеме. Ама не е штета. Живеел тој? Тој живеел. Така? Тој видел свет. Тој видел се, едноставно толку бил неговиот зацртан пат. Така. Секој од нас има свој зацртан пат кој што го изодува. А од друга страна, што бараат и ги попи Бетовен да пушат џоинт на клупа пред соборен храм? Тоа е една моја халуцинација. Добро. Седејќи на така една клупа пред соборен храм, јас таму живеев на Орце Николов 72, да си ја поздравам улицата. Таму ми беше дел од младоста, таму го поминав и често знаевме после искачање во град, искачавме едно време во чаршија Модријана Раратова, да се собираме пред соборен храм, а после гледам и други се собираат таму и со генерации стана тоа место за собирање. Немаше кафичи, немаше кај да се продолжи да се пие пиво и се пиеше пред соборен храм. Се пушеше и по некој џоинт. Додека не ги дигна оградите и ги избрка. Да. Пардон. И ги Поп ми е еден од омилените артисти, а од друга страна од класиката Бетовен ми е еден од најомилените композитори. И реши да испоиш. И во една таква чудна моја халуцинација, мислам халуцинација, не вистинска халуцинација, него плодна имагинација. Ми заличе Иги Поп на Бетовен кога бил млад, во физички, нема врска, мислам, не личат тотално. И си измислив приказна дека заедно се нашле пред соборен храм, пушеле џоинт,
дека всушност Иги Поп тоа е една средба меѓу живите и мртвите. Затоа што во кругови има повеќе средби меѓу живите и мртвите, така што меѓу живиот Иги Поп и мртвиот Бетовен. Иги Поп толку многу е надуван што во една негова халуцинација си го гледа Бетовен како всушност лета со неговиот капут црн како што ние го знаеме. Нема врска, мислам, глупости. Ама е шеговито и е интригантно да се поистовети човек кога ќе погледне овие ликови. И сега ги имаш таму и Крвав и Леден и ќе направиме една паралела и со Виктор и Маја, односно тие за мене барем осликуваат некаква си панкерска бунтовност. Кажи ми колку имал панкот удел во твоето пишување? Многу. Јас пораснав со панк и мислам тоа ми беше првата фасцинација и првиот фокус музички. После тоа менував интересите за музиката, ама јас така си имав повеќе фази во животот и сега првата фаза ми беше панк. Таа бунтовност спрема начинот на живење на елитата и олигарсите и вештачката интелигенција, не оваа вештачка интелигенција, хипотетичката, создадена, хипотетичката ми била од секогаш врежена во мене, а после преку панкот нели си дојде природно. Го има тој бунт и во книгите, мислам дека се чувствува. Така што го има панкот многу. Виктор, Леден и Крвав се бунтовници кои што завршуваат на психијатрија, во психијатриска болница и таму се затворени, не можат да излезат и си пронаоѓаат своји начини на функционирање таму. Во еден нивен свој свет. И сега таа приказна може да се чита као да се да боледуваат од некоја ментална болест, а од друга страна и не мора. Ја повеќе ги гледам као две малечки дечиња, кои што они се со мравките си комуницираат, земитиот под дингот, повеќе ги гледам дека веќе немаат немаат излез и физички и ментален, и почнуваат да се враќаат во сопствениот свет на игра. И тие почнуваат да се играат. Тоа е јазикот на кој што комуницираат. Јазикот, низ игра. Повеќе јазикот е детски, наивен. И затоа се такви нивните одлуки кои што ги носат. Да, што они биле некакви бунтовници, биле можеби и зависници, биле, не знам, се едно, меѓутоа сега се наоѓаат во една помирена состојба и што да прават со таа помирена состојба, си наоѓаат свој свет на комуникација, свој начин и се навраќаат во својот инфантилен и побезбеден свет. Така, на кој што може да направат некакво содействие меѓу себе. Ти ги стеа спој приказната на Леден и на Крвав. Да, заради бунтовноста како некаков вид Виктор и со Виктор и Маја. Маја, затоа што и кај нив забележувам и во начинот на кој што описите ги правиш, претпоставувам дека и тоа е некаква карактеристика како одлика од нешто што доаѓа од субкултурата. Меѓутоа и поривот бунтовноста на Виктор ја забележувам, нетрпеливоста као агресијата која што ја употребува како како е начин на израз. И затоа тука таа паралела ја правам чисто како составен дел од таа субкултура. Да, може да се направи паралела, ама не иако немаат врска, меѓутоа може да се направи како изродени од културата, ајде да речеме од тоа. Да, Виктор и Маја, значи Леден и Крвав се точно истиот тип на бунтовност ја имаат. А Виктор и Маја се во случајов партнери, дечко и девојка. Меѓутоа кај Виктор се јавува еден друг тип на бунтовност во ова ново Скопје што претходно го спомнавме, тоа постаро и малце поново Скопје, растен со вештачки вредности на живење. И тука, од друга страна он ја се тежне кон некаква си традиционалност, сака да има традиционална врска, он е заљубен, нели си посакува да има жена, деца, куќичка и све тоа, а од друга страна го притиска животов во Скопје, денешницата, без парица, чудно некое образование и тој бес веќе си тлее кај него уште пред да влезе во таа врска со Маја. Кога влегува во врска со Маја, он
сака да има нормално да го продолжи семејството, да има нормален љубовен живот, нормална традиционална љубовна врска, но ниту по начинот на однесување, ниту по начинот на облекување, ниту контрадикторен е самиот со себе. Тоа го кочи, и двајцата се. И она исто. Сега некоја кариера на манекенство во светот, меѓутоа се враќа во Скопје, се вработува во продавница за облека и Велвет, да. Велвет Underground. Да, доста индикативен наслов, да. Меѓутоа има во кругови и политички активизам, има герила активност. Кажи ми, возможни се револуциите во оваа заспана држава или се? Возможни се, ама оддавна. Возможни се, само што им треба на луѓето кои што се западнати во една огромна апатија, некој да ги мотивира, не да ги влече како овци, бидејќи ние сите треба да бидеме индивидуалци, индивидуално да размислуваме, меѓутоа има многу скриен гнев и бес во луѓето за она што се случува околу нас на политички план. А политиката е таа која што ни го наметнува и начинот на живење и која што не ни дава да дишеме, мислам. Гледате што се случува со држава и со градов, ништо немаме. Ма стварно немаме ништо. Ние немаме 103. И тоа што сме го имале го губиме. Па и тоа што сме го, ја го изгубивме, ја губиме 103. Немаме списанија за култура, емисии за култура, немаме продавници за CD-а, за плочи, за нема градот не нуди програма квалитетна која што МКЦ постапено. МКЦ го изгубивме, мислам. Како можеме тоа да си го дозволиме? Така што ај вратиме пак на прашањето. Дали е возможно ова заспана држава? Дали е возможно? Револуција? Да. И да, револуцијата е присутна како мој личен порив за тоа стварно да се случи. И во кругови, па и во Данс Макабре ја има на некои места, зашто се нервирам, и се нервирам, а ништо не преземам. Ја не знам што треба да преземам. Дали може па единката да ја направи, затоа кажувам. Мнозинство да се собере. Ја изгубивме критичната маса. Немаме критична маса. А зошто немаме критична маса? Затоа што медиумите не ни го дозволуваат тоа. Аха, мислиш држање на колективот под опресија, односно оглупување на народот за да може да се контролира најпред. Па еве, ајде кажи ми ти во последно време кога ќе уклучиш телевизор, јас не гледам, ама извини, немам. Немаш, па еве, ја имам, ама не гледам, не го уклучувам. Добро, се едно. Не мора да е телевизор, еве. Да, не се соочувам, не се изложувам. Се појавуваат сега во последно време некои подкасти кои што се интересни, ама се далеку од тоа што треба да биде. Знаете ли вие во другите земји какви дебати има? Јасно. На големи теми, да. На секакви теми, зошто кај нас го нема тоа? Затоа што некому одговара народот да биде очигледно нем и глупав за да може лесно да биде контролиран. Не може. И поделен пред се. Тоа е нели моќта. Значи поделен. Се чини се уште постои љубов или љубов во време на корона. Кажи ми зошто се одлучуваш да ја само издадеш 2023, а не да одиш под издавач? Ти беше потребна некаква слобода? Во поглед на тоа или? Кога ја издавав, многу една интересна ситуација, се ќе кажам. Документ 103 исто така ја сам издав. Да, само издав. Да. И аплицирав во Министерство за култура за да ја издадам и не ми ја одобрија. Добре дојде во клубот. Да, welcome to the club. Не е ама и сега Данс Макабре исто не ми ја одобрија. Ме откачија од Министерство за култура и во 103 и пази што се случува, каква контрадикторност. Не ми ја одобрија, добро, свикам се, ја направив книгава со таква радост, со таков ентузијазам, луѓево многу сакаа да излезе, изјави, све тоа, собирав документи. Глупаво е да не се издаде. Колку пари се израчунав ке ми требаат за печатење. Другарка ми Јана Ацевска, да ја спомнам, ми направи дизајн без пари. Лекторката Љубинка Ајтовска ми ја лекторираше за без пари. Супер. Редактура си правев, мислам дека сама, татко ми исто така ми помогна за некој елемент, кажувам, го спомнав за почетокот. Така што луѓето ти излегува пресред кој што ја видоа и требаше да соберам пари само за печатење. Така. Свикам, ај овие пари не се нешто многу, ќе ги извадам
од продажба можеби и супер се продаде на првата промоција, 103 се продаде, ги извадив парите од печатење и добро. И после неколку месеци требаше да се имаше за наградата Мито Хаџивасилев Јасмин. Јас се пријавив, односно ме пријавија колеги од Утрински весник, мојот уредник, вика зашто да не дај ќе те пријавам. И ја добивам наградата од истата гарнитура која што ја одби книгата да ја издаде и ми ја исплати наградата 4 дупло повеќе пари од колку што ќе ми дадеше за издавање. Ја од тие пари си направив прозори дома, нови. Супер. Прозор во светот, да. Имаш поглед сега кон светот. Меѓутоа, ете, добре дојде во Монти Пајтон, очигледно, дека таа е реалноста во која што живееме. Стварно, исти, мислам, што супер. И сега со кругови конкурираше или тогаш ми беше издавач. Зошто се чини се уште љубов ја издадов сама, затоа што знаев дека нема да ми помине во министерство. Затоа што ја издадов во време кога јас со Министерство за култура, односно со министерката предходна Бисера Костадиновска Стојчевска, да ја поздравам, бев во лоши односи и затоа упатената јавност знае. Иако моето име се спомнуваше таму во лош контекст, јас бев свесна ако конкурирам дека нема да добијам, прво, а второ сакав да ја издадам баш тогаш. Си знам јас зошто. И си решив да си ја издадам сама да си инвестирам во книгата. Затоа што многу ми е важна оваа книга и тука си кажувам една лична, интимна исповед. И оваа книга ја напишав исто многу брзо. Исто така соочена со предрасуди во општеството, соочена со некои реални, негативни ситуации кои што многу ми влијаеа лично. И како жена, и како мајка, и како сопруга, и како човек, морав тоа да го кажам, затоа што сметав дека веројатно преку оваа книга можеби ќе сменам нешто во мислењето на некои луѓе, дека луѓето не треба да се примаат и да се доживуваат апансас. Мораме да ги примаме без предрасуда. Запознај го човекот, личноста, па потоа суди. Ние ги судиме луѓето без да ги запознаеме. Тоа го имам во таа книга. Да, тоа е убаво разработено таму. Да, априори им приоѓаме на луѓето со сите предрасуди кои што ги имаме неосновани. Знаеш, го има тоа во Скопје од секогаш, го имало во Скопје. И оваа не можам да ја поднесам, овој не можам да го поднесам. И ова ме нервира. А зошто? Појма немаме зошто. Не, онака. Некој аверзија има создадено без познавање. Што се крие во тој човек, во таа личност? Да, цел еден универзум кој што никогаш нема да запознаеш заради тоа што имаш таа предрасуда кон него. Да. Така што тука во се чини се уште постои љубов или љубов време на корона. Всушност, нели тука се пишува и за времето на короната, затоа и така се вика. Која што ни наметна и малку поинаков тип на живење и тука се наметна и многу поинакви погледи на животот и на размислувањата и морав да го кажам, да имам дури и точни цитати од луѓе кои што ми се обраќале мене лично, баш со тие цитати. Морав тоа да го кога немам на каков начин поинаку морам вака. Сега кој како ќе го прими, како ќе го доживее, можеби некого сум навредила, можеби. Зашто многу луѓе откако ја прочитаа, после па ме прашаа од каде таа храброст да ја напишеш оваа книга затоа што се гледа апла дека е твоја лична интимна исповед. Ама тоа се доаѓа и од човекот кој што ја пишува, нели? Да. Си е носела оваа книга во себе и едноставно само завршила на хартија. Меѓутоа, сите љубови на Ана ги имаме во книгата, едната за венењето на љубовта со Роберта, другата за процутот со Дениел. Од љубување имаме и за љубување. Зошто одлучи да ги прикажеш напоредно двата процеси со оглед на тоа што влегуваш во еден, излегуваш во друг, значи еден наспроти друг се поставува? Затоа што како што кажав, сакав да го опишам од моја лично гледање, се разбира, процесот на заљубување и одљубување или процесот на љубовта и за умирање на љубовта и раѓање на љубовта кај една зрела жена. Ете наједноставно кажам. Добро. Колку па од друга страна се величи, односно се идолизира Дениел.
Denial, кога ќе го кажем, denial, некако Denial ми иде како одбивање. Одбивање во глава Да. и ми иде некаква таква игра на зборови, да. Колку е опасна и возбудлива таа забранета љубов со него и Јана? Кога вие се заљубувате, вие не размислувате дали е љубовта опасна. Okay. Вие сте во еден балон од емоции, да. занес, тоа е занесеност, тоа секој психолог Ерик Фром го кажува, тоа е залуденост, не е заљубеност. И затоа и го опишувам тоа така во книгата, затоа и го опишувам на начин на идеализирање. Сите ние ги идеализираме луѓето додека вистински не почнеме да ги гледаме после некое време. Со сите мани. Ама во оваа книга постои таа залуденост и заљубеност, но постои многу силна и интензивна љубов. Љубов за каква што секој би посакувал и секој би сонувал, љубов каква што е прикажана на филмско платно или во романите на Толстој, класика. Казабланка, една класична љубов, ама се разбира, пак е тоа индивидуално. Таа љубов вие ја гледате со сопствени очи, не значи дека е таа вистинска. Не значи дека тој другиот ја гледа со истите очи или други кои што ја гледаат одоколу, кој знае како се чини. Ама ние ја гледаме душегрижници во самата книга, ама ние си ја гледаме од сопствена перспектива. Нормално. Јас се поврзуваме на еден. Можам да се заљубам во некој човек и понатаму не само да се заљубам, него да го сакам, да со сите негови нели мани. Ама јас си го гледам така. Са другите како го гледаат, што па сега тоа не ме интересира. И баш тоа го пишувам во книгата. Зошто сите душегрижници се Зошто луѓето се дрзнуваат да коментираат нечии туги животи? Нечии туги избори на партнер, избори на професија, и тоа не се осудува реално кога ќе се случи во помеѓу нас. Значи тоа гледање кај комшијата и мешање во туѓата манџа не се осудува како процес. Не се осудува. Значи тоа најмногу треба да се осудува. Да. Значи дрзнувањето треба да биде ставено на тапет. А не реперкусиите на тоа дрзнување. Да, чекајте малце, јас не осудувам. Зошто мене некој ми доаѓа да ми рече, не знам, што бараш да работиш во Македонска филхармонија? На крајот на денот што ти е гајле? Што ти е гајле? Одговорот. Во книгата има предрасуди за, нели, љубовта за општеството, ама има предрасуди и религиски. Да, поделено многу е потенцирано потенциран тој момент. Зошто? Заради тоа што ние живееме во мултиетничко општество, а се уште постојат предрасуди и кај не знам, муслиманите и кај христијаните. Ајде да ги поделиме така, иако не мора, според мене, ако некој ме праша, не мора така да се делат, не треба така да се делат луѓето, ама се уште постојат оние традиционални вредности, кои што се малку по застарени, дека нели не смеат да се мешаат, не треба да има мешани бракови, мешани од две различни религиски припадности. Потенцирано ми е тука затоа што живееме во такво општество и се случува тоа кај нас, а се уште не го гледаме. А се случува многу. И денес се случува многу кај младите. Врски помеѓу албанеци, македонка и обратно турчин и не знам како муслиманец, муслимани, христијанка и обратно, кои што наидуваат на проблеми. Се уште наидуваат на проблеми, иако од најблиските, иако се сметаме за демократско, либерално општество, 2025, но не е тоа само кај нас, тоа и во светот. Јасно. И се во многу малку земји во светот се случува тоа. Инаку ова муслиманец, го кажувам, син ми, мојот син сега има 15 години, пред едно 3-4 години ги викаше муслиманци. И мене многу ми беше смешно тоа и се уште се зезам на таа тема. Така што да, затоа се извини што те прекинав. Затоа е присутно, сите тие предрасуди се присутни во таа книга. Во светски рамки постои и расизам, постои и деградација на најразлично ниво, без разлика на како се двојат и како се ставаат во фах луѓето. Меѓутоа тоа се карактеристики кои што индивидуата ги носи со себе и мислам дека е застарен метод на гледање. Тоа се ограничени погледи на светот и на животот од една страна и треба да ги надминеме 2025. Мораме да ги надминеме, ама не знам како. Но има тука и многу зло. Многу зло. Се разбира. Зло од секогаш што постојало. Да, од секогаш, мислам од секогаш.
Меѓутоа, колку е короната како заштитен меур за да се развие оваа љубов на еден начин? Ох, многу, многу. Многу затоа што живеат во сопствен свет и не се соочуваат со предрасудите и со злите погледи и злите коментари од јавноста заради тоа што се на дистанца, заради тоа што се сами во својот свет и заради тоа што тој свет така треба да биде. Дури и во не корона време, во вакво време во кое што живееме. А како може да биде ако сите ние луѓе, како што претходно кажавме, не се бавиме со тугите животи. Не ги пуштаме изборите туги да бидат туги избори. Треба да се грижиме за себе си и за тие што ги сакаме најмногу а сите други да ги примаме на крајот на криштата само со љубов. Само со љубов, затоа што го спомнав злото, ама злото ќе обстанеше до сега, ќе се срушише овој свет ако не постоеше љубовта и него надвија се љубовта која што ја имаме. Така што затворени во светот на корона или во сопствениот свет, короната ни метафорично може да се разбере овде, тоа е најубавото чувство на секој човек кој што може да го доживее. И го напоменавме Бах, морам и тука, ова е делото каде што го влечам тој цитат за зошто и го слушаме претходно, зошто е порамнет со Бог? Со божество? Не е порамнет со Бог, не е порамнет. Така се сваќа заради тоа што го воспеваш, ајде. Во време го воспевам. Јас го гледам така како алфа и омега во музиката, почеток и крај. Како што и Бог го доживувам исто, ама не можам, Бах не го идеализирам, не. Во време на корона, нели повторно ќе ја спомнам онаа самотија, секој се соочуваше со самотијата и со незнаењето од тоа што ќе ни се случи понатаму. Бидејќи нели не се знаеше како ќе заврши сето тоа. Да, и до кога ќе трае, јасно. Ни наметна еден страв колективен и сите се соочувавме со една непознаница и секој си наоѓаше модус да комуницира, модус на комуникација. За мене комуникацијата беше Бах во тие моменти. Многу го слушав, дури си го свирев на клавир. Нели седевме дома во полициски час, нема што да правиш, па ја му се вратив на клавирот, си ги земав нотите од Голдберг варијации, аријата почнав да ја свирам, тука ја има во книгата. Една работа и втора работа, претходно тоа што го спомнав, разговори сама со себе, односно разговори со некој друг, си ги замислував разговорите со Бах, го споредувам, не го споредувам, пак ќе кажам со Бог, затоа што на крајот на краиштата на кој ќе му се обратиме ако не на Бог? На крајот веќе. Ја немам со кого да разговарам, кога сум сама затворена во 4 зида, или кога ништо не преостанува, не само во однос на комуникација, кога имаш било каква мака и не можеш да ја споделиш, ќе ја споделиш со Бог. Ама Бах ќе биде секојаш тука. Да го слушаш и да те слушне. Бах е тука да го слушаш, затоа што Бах те носи кон еден возвишен свет, кој што стварно е тешко да се опише и интимно се доживува. Затоа и го спомнувам Бах како едно интимно чувство, како што и Бог, или верувањето, или неверувањето, или тоа е интимно чувство. Е човечка интима и која не треба да биде план на туѓо зборување или туѓо мислење, наметнување на истото. Да. Мислам дека има најмногу хумор оваа книга од сите книги твои кои што ги имам прочитано за пандемиската книга. Најмногу хумор? Хумор, дефинитивно. Особено во разговорите со Алина за љубовта низ призма на ТВ спикерка или па расказот кој што го имаш за интровертниот орган. Кажи ми зашто беше потребна зашто беше потребна издишката хумористична во ова дело, кое што е, барем за мене, сметам дека е најголема и најголем удел има хумор за разлика. Ова што го спомна интровертниот машки полов орган, тоа е исто така една метафора и еден бес спрема тоа како
има многу контексти и подконтексти ова, како се доаѓа до позиција, како се доаѓа до пари, тука стварно има една многу голема филозофија, дека и дури многу силно површно не знам, оксимороне, силно површно гледање на работите, дека се доаѓа до високи позиции, до високи цели, високи идеали само преку сексуалноста. Сам тоа го има на глобално ниво. За тоа се филозофира многу. За кој што јас не сакам да се сложам, ја го презирам тоа. И затоа е вметнат тука измеѓу тој расказ за машкиот полов орган, дека секоја жена се мисли дека секоја жена треба да ја добие позиција или било каква улога во животот само преку секс. Што не е така, не е вистина, тоа е една тешка небулоза. И јас се обидов преку хумор да го, сега не знам како го свати од читателите тоа, ама мојата интенција е таа. Всушност не е хумористично е прикажано, меѓутоа пак е еден револт за детронирање на овој став. Позиционирањето на жената во едно општество. Сега не е тоа феминистичко гледање, да не ме свати некој погрешно. Далеко од иако има, значи да не го негираме, меѓу Алина и Јана, особено во разговорите има. Алина е феминистички настроена жена. Дефинитивно и тоа го посочуваш, да. Но не до толку радикално, сакам да кажам, не до толку забегано, ама го има, каде што постои, да. Зошто употреба на поеми и цитати на крајот на секој фрагмент? Цитати имаш нели од други тоа е исто, пак ќе кажам едно пак како еден патоказ кон она што сакаше да каже авторот. Океј, добро. Може така да како се каже. Појаснување или една патека што сакаше шта е писац hteo да каже. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза и ќе го засечеме твоето творештво и ќе го надградиме со помош на Збигнев Прајснер, односно ќе слушнеме во продолжение дела кој што се составен дел од музиката која има работено за Декалогот, за трите бои со акцент на три бои сино и ќе слушнеме доколку имаме време од музичкиот избор за двојниот живот на Вероника. Така што во продолжение на емисијата слушнаме Чичко Прајснер и потоа се враќаме во етер да поразговараме за Дансе Макабре. Вие слушате 613-то издание на Дансе Макабре, со мене е Тина Иванова и разговаравме во досегашниот сегмент на емисијата за дел од белетристичките остварувања кои што ги има за себе и во овој сегмент сакам да се фокусираме на новото твое издание, односно Дансе Макабре. Ајде најпрво да утврдиме кога одлучи дека тоа ќе биде насловот на делото и колку удел имаше Сен-Санс во него. За насловот одлучив сосема на крај кога ги завршив сите раскази и бидејќи сите раскази ги врзува една иста тематика, иако се сами по себе сосема различни, и без, скроз нетенденциозно, и Сен-Санс го има присутен во некои од расказите, мислам дека на 2 места е дури присутен, на 2. Само по себе се наметна Данс Макабра, иако Данс Макабра е наслов наметнат уште од средниот век, 1400 и која, или 1500, не знам точно, како форма на изразување, во секоја смисла и во уметничка, и во филозофска, и во секоја смисла, разбора. И сега се мислев дали да биде Данс Макабра, да не е претенденциозно да не звучи, затоа што нели веќе постои во повеќе уметнички форми. И веќе е видено, ама од сите наслови кои што ги одбрав, ова највише ми одговараше токму заради тоа што го спомнав на почеток, заради лајт мотивот на приказните и она ткиво кое што ги врзува. Танц на смртта е буквален превод. Тотен танц е на германски, да. А всушност е смртта прикажана на еден
гротес. Мгм. Може и алегорично, може и гротесно, може и бизарно, може и хумористично. Смртта прикажана на поинаков начин од оној од кој што ние ја сваќаме толку Ја сериозно, да восприемаме. ја восприемаме, да. Да. Со тоа што имаше други раскази освен овие 8 или па не ти се вклопуваа можеби во овој циклус па направи некаква селекција или строго овие 8? Строго овие 8 ги работев. Нема други Немаше раскази. друг некој кој што не би строго. соодветствувал. Кој ти е прв напишан, кој ти е последен напишан од книгата? Прв напишан расказ, да, можам секако. Првиот е Двете старици на клупа Така пред е. Буњаковец, Добро. кој што е инспириран од вистинска случка, а последен е Двогледот на Милица Овчарова. Така. Другите предпоставувам во периодот помеѓу се работи. Во периодот помеѓу. Колков период ти беше потребен од иницијално до Милица од бабите? Па мислам некои 3-4 месеци. Океј. Така нешто. Добро. Центарот на универзумот ти е градот, кој дури Да. во јулската жега си има своја убавина. Зашто кога е градот одвратен го преименуваш во скапан град и Да. што е тоа од што ти се гади во градот денес? Некултурата на луѓето, Добро. ѓубрето расфрлано по сите страни. Пред некој ден за малку ќе ме мавнеше кеса со ѓубре фрлена од 6 спрат, се уште Се уште постои ли тоа, постои кај мене пред зграда. Да. Еднаш со еден пријател седевме, пушевме, ја пушев цигара и Така, пиев така, кафе така. пред зграда и ни падна мекица. Добро. Некој јадол на тераса, за кажа. На глава ми падна мекица. Океј. Не изедена. Аха, Цела мекица. добро. Многу беше смешно, мислам ме удри по глава. Добро. Може од тоа ми инспирација за расказите. Океј. Ама не продолжи дошт на мекици да биде најверојатно. Да, не продолжи, немаше дошт на мекици. Дошт од жаби. Тоа е Тоа е одвратното лице. А зошто реши како Одвратното. скапан град да го именуваш? Па Да затоа не биде што Скопје скапо. повеќе. Да, затоа што да асоцира на Скопје, а да асоцира на се она што скапување на убавото, гнилеш на вредностите. Во таа смисла, затоа скапан. Да не биде само Има физички. уздонија, Државата, не, чисто заради не сакав да бидат имињата апла, само да асоцираат на ова, затоа што можат да асоцираат на било кое друго место. Тоа ми беше поентата, не мора баш стрикно да се врзуваме за Скопје. Кои што се однесуваат на начинот на кој што се однесуваат Затоа што и во други градови, во други држави постои тоа. Пишуваш за ликови кои се евримен, се сретнуваме со нив секој ден, на Партизанска, во Ченто, а некои завршуваат во Бутел. Зошто реши да пишуваш за овие неопеани обични луѓе, а не за некаков си, не знам, еден лик да биде водич на низ патешествието низ градот? Затоа што многу малку ги гледаме обичните луѓе дека постојат, Океј. и многу малку ги слушаме, повеќе отколку што ги гледаме. А во тие во наводници кажано обични луѓе се кријат многу големи животни мудрости. Јас многу ги почитувам. Многу повеќе ги почитувам тие луѓе, отколку оние луѓе кои што ги гледаме секојдневно и ни излегуваат од фрижидер. Другите луѓе, обичните луѓе, ја немаат својата шанса да ги кажат своите животни ситуации, своите ставови, своите мислења, она што го прочитале. Немаме шанса да научиме од нив ништо. И многу ми се интересни и секогаш многу често си правам муавет со такви луѓе, многу повеќе него со другите. И ми се имаат случајно такви ситуации. Еве ќе кажам една ситуација која што сакав да ја преточам во еден расказ, меѓутоа не го направив тоа и не знам зошто. Требаше. Одиме на кафе во чаршија, Скопска чаршија, и бараме кафич каде да седнеме. А јас барам, мислам, еве и тука одамна барам да најдам Двоглед за во театар, оној старински што е малецок. Добро. И кај нас во антикварниците го нема се уште. Тука исто така инспирирана сум за приказнава Двогледот на Милица Овчарова. Така. Го нема, не сум нашла, треба да го купам веројатно од AliExpress од Тему или не знам што, ама ја не сакам да го купам вака.
сакам да Сакаш биде да- веќе искористен. Така И го е. нема. И сега поминувам покрај една антикварница, во Скопска чаршија, го барам погледов, го нема, а пред антикварницата стои човек облечен во елече како од комуналец, како добро. чистач. Така. Со помаранџесто такво елече. Добро. И са, човеков си стои, ја излегувам и он ме прашува, бев со еден пријател, не прашува како што барате. Викам двоглед бараме, ама знаеш, го гледаш човеков дека е облечен така, си викаш овој чисти тука, добро. И вика, сакаш да бидеш како од времето на Салиери? И ја викам, молам? Викам, од кое време? Од времето на Салиери. Значи, таков човек да ви го спомне Салиери, може да го спомне Моцарт, па дури е смешно, извини, чудно да го спомне и Моцарт. Така. Некој човек кој што мете во турска чаршија, ама па Салиери да го спомне, тоа е. И сега зошто ние тие луѓе да ги тука пак ќе се навратам на предрасудите и на априори гледањето на некој. И така, многу често се соочувам со такви луѓе, а зошто се соочувам често зошто? Затоа што сум ја комуникативна особа. И било каде да одам, јас си воспоставувам комуникација со сите луѓе. И бидејќи живеам блиску до пазар Буњаковец, пазарџиите и менталитетот на пазарџиите најмногу, а и оние кои што одат на пазар, ми е близок и тој џагор, тие звуци на пазарот, и кога одам многу приметувам, забележувам и движењата, ама и ги слушам муабетите што се случуваат на пазар и мене ми се тие муабети многу интересни. И тоа е како да сте на некоја телевизиска дебата. Нели таму често се збори за политика, за последни случувања и мене ми е тоа и хумористично и интересно. Па така и двете жени на клупа пред Буњаковец, сум сведочела на разни муабети кога сум седела на клупа покрај други луѓе. И во парк, и секаде. И да напишеш ова со коментарот за Салиери, која ќе ти го прочита некој ќе мисли дека е измислено. Нема шанси ова да го каже некој, неубедливо ќе му биде. Ќе мисли дека е измислено, да. точно. Меѓутоа, да, животот знае да направи непредвидливи ситуации, тоа е убавината на живеењето. Затоа викам треба да ги слушаме луѓето, да слушаме. А не само да зборуваме. Да, што сакаат, што имаат да кажат. Така. Немаше потреба да ги испреплеткаш ликовите од расказите, да настане некакво хиперлинкување, например? Во еден расказ? Не, да се појавуваат од еден во друг, во трет, или да се пресретнуваат. Па овој пат не, затоа што сакав малку да бидам поразлична од претходно што пишував. Да, реков така, да им дадам една почеток и крај на форма. Добро, окей, да бидат затворени. Да, да бидат затворени. Зошто го вклучи расказот кој застранува од Скопје за убавото, ама мрзеливо момче Марко од италијанското? Знаев дека тоа ќе ме прашаш, тоа е како еден бит на кулминација, сакав да го направам меѓу расказите. И зошто Италија воопшто? И зошто Италија? Затоа што Италија ми е во срцето. Добро. Покрај Скопје, затоа што во Италија не можам. Кога почнав да се занимавам со музика, музиката е таму родена на некој начин и морав да го научам италијанскиот јазик, сакав. Да, јасно. Сакав, несомнено сакав да го научам. Како почнав да го учам италијанскиот јазик, се повеќе навлегував во нивната култура и во нивниот менталитет и многу ми се допадна тој нивен менталитет и начин на живење. Таа нивна раздраганост, интерес за убавото, за естетиката и за нивната ноншалантност и многу интересно ме потсеќа нашиот скопски малски живот со нивниот малски живот. И они го имаат таа непосредност, таа суптилност на дружење за разлика од другите европски земји. Бидејќи често сум одела и сум го гледала тоа кај нив. Особено кај младите луѓе. Не, возиш точак, доаѓаш кај некој пред зграда, му свиркаш од прозор. Дружбата е многу слична како кај нас во Скопје. И затоа решив да посветам еден расказ на нешто што јас сакам, а е надвор од се она другото што се случува тука и надвор од другите раскази и мислев да биде како еден пик. Знаеш, како една пирамида, па пикот да биде тоа, а останатото да се движи околу тоа или обратно. Да, ама табиетите се слични, очигледно. Табиетите се слични. Тоа кажам, да. Помеѓу ликовите, да. Без разлика што локацијата и тематиката е слична.
Да. Без разлика што е мало италијанско селце во прашање. Книгите на Софија Белмондо ми е еден од фаворитите од книгата, од твоето дело, кажи ми зошто Ти благодарам за тоа. Баладата условно кажано на албумот да биде втора песна поред? Пошто најчесто баладите знаеме се ставаат таму шеста, седма песна, флуктуација. Ти ја ставаш на почеток, ја ставаш да биде ударна буквално. Затоа што сакав на почетокот и затоа што и според мене тоа е еден според мене е најсилен. Јас барем го доживувам интимно најсилно и ќе кажам зошто. Затоа го ставив на почеток. Да има еден бокс на почеток, еден удар. Тој расказ, книгите на Софија Белмондо, е инспириран од исто така вистинска животна приказна. Мојата мајка работи со книги, е жената која што сите ја знаат, која што продава книги на улица веќе 30 години. Сега има нова локација и сите ја сум и она многу сме срекни поради тоа. И една вечер дојдоа од град Скопје и без никаква најава сите книги кои што ги имаше и ги фрлија во Дрисла. И тоа беше шок за неа, шок за мене како нејзина ќерка и ја го доживеав тоа многу емотивно, бидејќи ги фрлаа книгите како да се тотално нешто невредно, како на времето што ги палеа. Фаренхајт. Се случи скопски Фаренхајт, тотално ненајавено, зошто и како не знаеме. Сигурно тие тоа што го направија си имаат своја причина, меѓутоа требаше да го најават. И ја тоа го доживеав емотивно и морав да го преточам во ваков тип на расказ. Ама за среќа се заврши срекно сега. Но и погледот кон доживувајќи ја неа како она тоа го доживува, знаејќи каква љубов има спрема книгите, морав да го преточам вака на еден тажно, шокантен начин. И доста ефективен расказ буквално е круната. Може би е ефективен баш заради тоа, затоа што јас стварно таа случка неубаво ја доживеав. И тажно, и нефер. Ама има човечка димензија неправда. Има човечка димензија во овој расказ и е многу круцијална за самото дело. Е сидрото на збирката. Хотел Бристол беше инспирација и на Изи во Соба со пијано, веќе има еден кадар кога излегува надвор. Точно, можеби некој ќе помисли дека има некаква врска, но нема никаква врска. Ја имам па друга конекција со Хотел Бристол. Јасно ве плени двајцата сакам да кажам од различен аспект. Мојата конекција е поинаква. Само ако сакаш ќе ја кажам. Да, но гледам дека духовите во него и тебе ти се инспиративни. Филхармонијата исто така има немирно земјиште под себе. Условно кажано, кажи ми како ги избра баш овие локалитети да бидат центри на природното дејствие. Со што го заслужија тоа наличие? Во Утрински весник кога работев на почетокот, многу често знаевме да одиме во Хотел Бристол на кафе на прекрасната тераса која што гледаше на кај улица Македонија. Исто така мојата мајка која што првата нејзина локација за продажба на книги беше токму Хотел Бристол, спроти Хотел Бристол. Јас секој ден одев кај нејзе, таму си пиев кафе и си разговарав со неа и си го гледав од спротива Хотел Бристол. Таму се случи оној познат обид за атентат на Киро Глигоров. За малку и мајка ми ќе настрадаше, многу беа блиску тие ситуации. И кога се затвори Хотел Бристол, многу лично го доживеав. Пак така некако дека ќе ми недостига еден објект на Скопје, а и мој објект каде што јас си ги поминував убав дел од животот и затоа морав да се секогаш се навраќам на Хотел Бристол. Сега кога поминувам, знам да си го сликам, да си викам леле дај некој нека го отвори, ама во истиот дух како може да биде. Така што нема врска со Соба со пијано, ама има врска заради носталгијата по такво едно здание кое што личи на сите оние југословенски хотели, го има во Белград, го има во треба да го има и во Скопје. Тој го содржи во него скопскиот дух. А филхармонијата зашто? Филхармонијата затоа што сум сведок на изградбата или на новата сала на филхармонија, таму работам. Се случија некои чудни работи внатре, а од друга страна па вистински постои приказна дека ама тоа
не е точно, се Добре. надевам дека не е точно, дека кој знае кога пред многу Добре. векови на тоа место постоеле турски гробишта. Така. Не сум истражила Мгм. дали е вистина, ниту некој не верувам дека вработен таму или Мгм. тие што ја граделе истражиле, ама не сакав да истражувам затоа што ќе ми отидеше приказната у некој Мгм. друг тек, сакав да си го задржам, да си ја задржам мојата Така. фантазија. Ме разбираш? Да, јасно. И за МТВ се кажува дека пред Давид изградено И дека за и тука МТВ имало, точно, да. Така Се што сеќавам. Така што постојат тие На преданија. крајот на криштата се е изградено врз некогашни Некој некогаш умрел на тоа Да, место. некој да, некогаш да. умрел на тоа место. Така е. Меѓутоа, Фантазија е, во нели? секој случај. Меѓутоа ги Така. бираш тоа се локации кои што тебе те пленат и сакаш да ги овековечиш преку Да, спомена. да. Да им дадеш друга димензија. Стариците, дали таа што постојано зборува дека младите не ги бива или па возрастните пријателки, се запознаваме и се збогуваме со нив во истото време. Зошто смртта кај нив оди почесто? Зошто решаваш дека треба да им дадеш гласи на нив? Не, кај нив во тој расказ повеќе како и во сите други останати го има истиот лајт мотив, а тоа е што е она што го посакуваме. Мгм. Старицата која што го губи ни својот син Така. и која што плаче за својот син целиот свој живот, чувствува нели потреба да да отиде кај него. Самата си ја посакува смртта за да отиде кај него. Тоа е повеќе едно посакување. Мгм. Нели, потоа го има тоа и во другиот расказ кај двогледот на Милица. Така. Внимавај што посакуваш, може и ќе ти се Си- случи. Од друга страна, тоа е една поговорка која што е кај нас е присутна во нашиот фолклор, која што многу мене па ме плаши. Мгм. Вистина ме плаши. Така. Затоа што со таа не кочи таа Немаш контрола, поговорка во тоа, што да помислиме, мислам, зашто? Нема потреба Да, од да. тоа, ќе си мислам што сакам. Немој да ме плашиш. Што тебе последици да ми правиш на тоа, да. Тргни се од мене, не ми кажувај такви работи. Така што повеќе е тоа присутно него што го кажуваш ти дека возрастните луѓе ги не знам. Меѓутоа им даваш глас и сакаш да бидат присутни. Како не, треба да им се даде глас, мислам на нив. Цел животен пат На го нив имаат. најмногу треба да им се посветиме. Ја имаат животната мудрост. Од нив треба да црпиме нешто што постоело, а ние не сме биле сведоци, тие биле сведоци, а па од друга страна живени се. И треба да ни ја раскажат приказната која што можеме па да си ја преточиме во иднина таа приказна. Си има течение, си има движение. Така. Може да се наследи нешто од тоа Како искуство, не? се разбира. Насилството го наговестуваш и помеѓу и Виктори и Маја, и во минатото на Милица го имаме, или па домашното насилство на Роберт сега во претходните дела. Колку е тоа присутно во љубовните врски и како доаѓа до него? Присутно е, колку и да сакаме да замижиме и да се правиме ние кул, ние надвор сите кои излегуваме, мислиме дека или гледаме слики сега на социјални мрежи, срекни семејства, срекни парови, меѓутоа никој не знае што се случува во четири зида, а е присутно многу и особено е присутно психичкото насилство за кое што многу малку се зборува во јавност и дури не многу е тешко да се докаже. Многу се работи на тоа, ама мора да се најде модус и да се спречува тоа. Присутна е тој бес од сиромаштија, од фрустрации, од сиромаштија, од се разграничуваат, се делат луѓето на богати и на не толку богати. Класен систем се прави него. Се прави класен систем. Па, еве излези по дебар мало прошетај кај надпревар на кој каква кола ќе вози. Јасно. Па дали е тоа суштината на животот? Не. Разбира дека не. Ама младиве растат со тоа. И сега Да, идолите нивни со Така таа се фрустрација мери. растат децата, што е жалосно. За она што претходно го зборувавме. Така што да, тоа. Колку обсесивниот па воајеризам на Милица, која што ја напоменавме Овчарова, сметаше дека треба да биде казнет, односно гледајќи таму каде што не треба. Колку има таква некоја... Сите сме воајери.
Тоа е точно. Мораме да си признаеме, иако многу од нас не сакаат да признаат. Секој сака да дзирне во туѓиот живот, секој сака да дзирне во прозорецот однатре што се случува. Да го види начинот на живење кај другиот, што јаде, што пие, како му е дома наместено. Да. Тоа е во нашиот менталитет колективен, нели? Апсолутно. Кој што се пренесува одамна. Нели го имаме она старици на прозор, се најдоброто обезбедување на зградата, нели? Се случува во населбата, мислам, полицијата не ни треба полиција, да, не ни треба обезбедување, тука ни се нас комшиките. Да. Во Америка, извини, го викаат neighborhood watch тоа. Neighborhood watch. watch. Да, има назив за тоа. И во Италија го има многу, што ја спомнавме Италија. И секаде го имам со тоа. Па тоа е еден многу убав начин да ја убиеме досадата. Воајеризам. Да. Па и Телевизија во живо. К15 го има цацко гледан из двоглед, што јадат комшиите, колку пари потрошиле за салама и за кашкавал. Ама тоа е вистина, мислам. Ние не можеме да го избегнеме. Милица, многу е љубопитна, Да. а од друга страна е многу депресивна. И таа дури има порив, таа темнина во тоа скопско лето, тмурнина, опарнина, смарнина ја убива. Помислува и на самоубиство, го нема тоа напишано, ама помислува. И баш тоа што го помислува, и на смрт. Смртта на крај доаѓа. И нели незиниот роман се вика во самиот расказ, незиниот последен роман се вика помисли не, готова сум, касно е веќе. Да не ти се случи тоа што ќе помислиш, нешто, да, во таа смисла. А не изе баш тоа и се случи тоа што го размислува за ова што сега цело време зборуваме. Зашто ја казнува. Па е казниво е тоа. Казниво е. Значи има дидактичка димензија. Па има, како нема. Така. Но никој не помислува на последиците. Кој помислува? Ретко кој од нас помислува во тоа што го прави во животот, дека ќе има некогаш некаква последица. Тенденциозното зло има последица. Јас сум го искусила тоа. Сите може да правиме лоши работи, но ако се тенденциозни, имаат многу страшни последици за кои што не сме свесни. Така е. Да не ја заборавиме и твојата кода, односно Јосиф и Валентина, смртта која доаѓа на крај на делото на исполнителниот живот. Јосиф е среќен со неговата нова бавча, како и Роберт во планината претходно, но колку отргнувањето на Валентина од центарот во Ченто ја прави можеби несреќна, а не го кажува тоа. Точно, многу добра забелешка. Многу добро си анализирал книгава. Затоа и ти промовирам. Јас сум воодушевена. Не треба тоа да. Као ти да си ја пишувал? Не, ја немам пишувал. Го немам тоа задоволство. Јосиф цело време сака да биде осамен со Валентина, за да некој не му ја грабне, плашејќи се од се почестите разводи. И бидејќи сите околу нив и во време на корона се разведуваат, Јосиф се плаши дека Валентина ќе го остави, а таа е призната докторка, комуникација во болници и сето тоа. И посакува нели да се врати назад во Ченто и да се врати да сади компири нормално, за да се оттргне од предизвиците, од всушност он нели претходно оди во болница, хипохондрик, стравува дека ќе умре, а уствари сето тоа е страв од загуба на проекција, од параноја, од загуба на својата љубена. Така и ја зграбчува, условно кажа, посесивно ја зграбчува и ја носи кај неговите родители, во куќата на неговите родители, и они создаваат свој бизнис. Меѓутоа Валентина, колку и да се труди да ја направи градината прекрасна и се, таа е несрекна и таа несреќа ја води во болест и на крај во смрт. Јосиф несвесен дека Валентина ќе умре заради тој процес незин, он во таа негово бунило и во таа негова не сака да се соочи со вистината, дека Валентина е мртва, он почнува да халуцинира и да, нели, ја откопува од гробот.
И ќе го прочитате крајот И на да, тоа да, дело да не во остатокот откривам. на расказот, меѓутоа многу ми беше интригантно тоа премолчување на оддалечување од животот кој што веќе го имала и тоа занемарување на едно постоење заради тоа што да, таа е согласна со него, значи таа да знае дека тоа е неговата желба, меѓутоа условувајќи се себе си дека да, ќе ти помогнам да го реализираш тоа што ти сакаш да биде заеднички сон, одлучува да се потисне ама себе си да. Но и тоа претпоставам дека јадеш создава внатре. Јадеш, од тоа е внатре, да. не случајно направено така, затоа што тоа е присутно многу често кај не само во брачната заедница, и во пријателствата. Точно. Правиме компромиси, ретко се спротивставуваме на тугите желби, само за да задоволуваме некого, само за да не знам, за да па и од љубов се прави тоа, не дека не, тој компромис се секако се прави од љубов, ама и од да има мир, да нема караница, да нема разделби по линија на помал отпор. Така. Ама тоа си носи дополнителни оштетувања на психиката, да. Колку па, ајде го напоменавме тоа оттргнување на книгите од плоштадот, односно нивно уништување. Колку може да проектираме, например, дека тоа е оквалификување на старите книги како ѓубро, е начин на занемарување на големината на уметноста која што треба да има во нечи живот. Апсолутно со тој третман кој што го има. Апсолутно многу. Апсолутно многу. Негирање на значењето на уметноста во животот на еден човек што има и тој што не ја познава нејзината големина, ја смета за ѓубро. Ја смета за ѓубро, па да. И тоа е твоја критика на денешното. Моја критика на денешното. Затоа е искапан. Затоа е ѓубрето во градот. Ѓубрето е метафорично, не дека контейнерите се полни со ѓубре и не дека мртвите луѓе ги фрлаат во контейнери. Во контейнери се фрлаат книгите. За нив тоа е нешто што безвредно. Е тотално безвредно, како кеса, пластична кеса. Со што си најзадоволна со книгата? Што сметаш дека можеби доколку би имало време би променил? Јас сум, не знам, задоволна сум овој пат, иако сум многу самокритична. И секогаш мислам дека можело да се случи поинаку или можело поубаво или ама можело па и полошо, така што задоволна сум. Се надевам само дека ќе биде читана и дека затоа што на секој читател и на секој автор тоа му е битно, не е битно ништо друго. А зошто? За да биде читан, за да ја многу сакам кога некој друг ќе го прочита тоа, барем малку да го има чувството, истото чувство, да го осети како чувството што го имав јас додека ја пишував, а тоа е длабоко осамување, а во исто време и созревање и растење и сваќање на животот во една поинаква смисла и огромна благодарност за тоа што сме тука и за тоа што можеме да го правиме. Благодарност, а тоа е нешто што го забораваме. Целејки кон нешто, трчајки кон нешто, забораваме да се скрасиме во еден момент и да кажеме чекај се. Јас сум многу благодарна што ова дело излезе на површина. Заради тоа сум задоволна. Сега ја можеби е шкарт, можеби не е добро направено, можеби е супер направено, можеби е гениално. Ама ја не можам да го кажам тоа. Можам да кажам, добро што ме праша, само дека сум задоволна. Немам нешто дека би додала или би скратила, така како што е, така нека оди. Таква му била судбината. А друга идеја ако ќе имам, ќе биде да нешто друго. А би продолжила да се изразуваш барем во рамките на жанровската литература во иднина? Па да, зошто не? Па предизвик ми е. Не се искажани сите раскази Скопје кои кри? Не се. Добро. Колку многу има. Добро. Колку многу има. Има многу приказни запишување, многу инспирација има овој град. Супер. Барем јас така мислам. Супер. Се согласувам. Што е последно за многу крај? Многу подземни тунели, многу дупки, многу што посетени, што не посетени, што заборавени, што како и во секој друг град. Откриени, да. Кажи ми за крај што последно си прочитала, слушнала, погледнала да препорачаш книга, албум, филм, серија?
многу работи правам во исто време. Филм. Не знам кој филм да го препорачам. Ништо што ти оставило последно впечаток. Чекај да ми А да не текне. е тоа филм од брат ти. Да, не. Јас чекам да излезе нов филм на брат ми. Да, чекаме сите ние. Има- Да го подсетиш дека сите чекаме, не само ти. И мислам дека ќе биде сега нешто интересно следно. Во однос на филмовите, како што ја спомнав и претходно Италија, Добро. многу сакам италијански филмови и Окей. сум растала со филмовите на Фелини мислам на сите. И има дури на Роберто Бенини има еден филм се вика Non ci resta che piangere. Добро. Односно ништо не ни останува друго освен да плачеме е преводот. Добро. Го препорачувам на сите да го гледаат, не е нов, филмот е стар. Добро. Затоа што нови, што да препорачам, све има сега и на Netflix и на Окей. не знам, повеќе се навраќам на некои вакви стари работи за да се смеам, филмот е многу интересен, исто така е една алегорија на минливоста на животот и на историјата. Они всушност ја прават сатира на тоа што е откриена Америка. Аха, добро, окей. Да. Супер. Сакаат да го спречат Колумбо да не ја открие Америка, ама му им бега бродот и нема везе. Ништо. Така да би го препорачала Супер, тоа. супер. Од музика во последно време многу интересно откривам некои артисти од Сирија, од Палестина и многу добро. ми се интересни. Добро. Па има некои такви пеачки, не знам, Наро Афта ми се свиѓа. Како се викаше една група Слон, се пишува со големи букви Слон. Има еден Тамино се вика. Добро. Познат е, малце е попопуларен, ама мене многу ми се свиѓа Тамино, он е попотекло од Египет. Не знам кај живее, мислам дека во Берлин. Многу му е интересна музиката. Така што си откривам Што те такви. привлекува кај нив, мислам Па тоа многу ми е некој микс себе овој. Па да, затоа што ставаат таа орнаментика Така. ја инкорпорираат во тој еден современ пристап. Так. Во музиката ми се свиѓа каков микс прават. Има многу интересни композиторки жени од Иран, кои што ги откривам, многу ми се интересни. Дури едната дојде и во Скопје, млада композиторка од Иран, снимаше тука музика. Толку добро пишува и решив да почнам да ги откривам тие и гледам дека почнуваат да и светот да ги цени многу повеќе тој свет. Таа нивна орнаментика многу ми се свиѓа, многу ми е привлечна. Па да, екзотична, за нас е екзотика. Се разбира, ама и уникатна. Да, и што сакав да кажам, тој артист Тамино ме привлекува и прави некој микс меѓу неговиот вокал е меѓу Брендон Пери од Dead Can Dance и Том Йорк и плюс од ајде, готова сум. Добро, Многу е касно. окей. Значи Synthwave, постпанк, Така. тој бранд? Да, ама не е одинак е мејнстрим и популарност. А е сепак нешто многу мене ми е интересно. Па најверојатно Ето е тој би расте го со таа препа- музика, па и Да, тоа влијаело во сигурно се неговиот гледа. бизнес, така? Да. Од Radiohead. Добро, на Том Йорк. Не, да. Добро. се разбравме разбравме. веќе, да. Ти нафала ти многу што беше дел од емисијата, уште еднаш да напоменеме. Утре, технички денес, со оглед на тоа што скршивме 12, Да. 19 часот Котур, може да напоменеме само покрај тоа што ќе може да продискутираме за самата книга, има и концерт кој што ќе следува после тоа. Да, повеќе онака свирка Значи Jam Session. Jam Session. Добро. Да, ќе настапат Иван Беков на контрабас. И уште 20 гитаристи. Гитара ќе Две биде гитари и контрабас. Добро. Динев Така, инструментално трио. Гитара. И од Летечки Пекенезери гитаристот, стварно е касно и Одлично. многу сум уморна и не ми функционира мозокот. И плюс, многу ти благодарам. Вакво интервју не сум имала, мислам дека никогаш до сега во животот. Аз сум имала многу интервјуа, ама некој до толку аналитички да пристапи и да ги на моите книги, стварно не сум доживеала и стварно го ценам ова бескрено, вакви работи ценам најмногу во животот.
Така што ти благодарам што постоиш, ти благодарам што ги прочита, што ги анализираше овие книги и што направи вакво интервју, да ме инспирираш да зборам. Може би да го направевме во 10 сат са Бајле, ќе бев по како се вика, мозокот ќе ми беше посвеж и ќе бев по концизна во одговорите, ама па и сега се надевам не поминавме лошо. Се осеќа дека заборавам и имиња и малце има некоја конфузија. Контекстот се разбира, не е страшно. А се надевам дека да, слушателите разбираат што сакам да кажам, стварно ти благодарам многу. И сите тие кои што се заинтересирани да дознаат што точно крие твојата книга Данс е макабра и покануваме да дојдат на промоцијата во Котур. А за самиот крај емисијата ќе ја завршиме со The End, односно со крајот, кој е во интерпретација на Нико. Се враќаме на Велвет. Јас сум Затко Ѓелевски, го затворам 613 од гримуар на Данс е макабра и го враќаме полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Донереното издание Данс е макабра, читајте ја Данс е макабра на Тина Иванова и танцувајте со смртта, ќе ве одржи тоа во живот.